Ова се последните вести денеска. Добро вечер. Измените на законот за прекршоци поминаа во собранието. Од 1 февруари и официјално стартува системот Safe City. Власта обезбеди двотретинско мнозинство и без СДСМ и ДУИ. Согласовите на двајца независни пратеници кои порано беа дел од Европскиот фронт. Од Алијанса за албанците на Тарабари најавуваат дека в понеделник ќе го оспореле законот пред Уставниот суд. Законот за прекршоци го доби потребното двотретинско мнозинство во собранието. Со 81 глас за и 19 против, пратениците дадоа зелено светло за законските измени, потребни за и официјално да профункционира системот Safe City од 1 февруари. Иако најавија дека ќе го подржат, сепак пратениците од ДУИ гласаа против измените, а против беа и СДСМ и двете крила во Алијанса за албанците. Мнозинството го обезбедија независните пратеници Бејџан Илјас и Илир Демири. Сето она што ќе се прибере како податок од камерите на Safe City, нејасно е во јавноста како и на кој начин ќе се чува и може ли да се злоупотребува. Ние бевме јасни дека законот е противуставен и тоа го искажавме јасно. Извештаите за прекршување не доаѓаат на албански јазик и стравувам дека има уште многу работа за усогласување. Иако дадоа подршка, забелешки упатија и од опозицијската левица, откаде побараа казните да бидат скалести, согласно примањата на граѓаните. Очекуваат нивниот предлог да биде вграден во законот за прекршоци во некоја следна фаза на измени и дополнувања. Не може еден човек во Република Македонија кој што зема плата од 500 евра да плаќа иста казна за исти прекршок со човек кој што зема и по 50.000 евра плата, пошто имаме и такви. Поседницата од ВМРО ДПМН упатија критики до СДСМ и ДУИ дека се против безбедноста на граѓаните. Оттаму очекуваат со стартот на примената на законот за прекршоци драстично да се намали бројот на жртви од сообраќајни незгоди. ДУИ и СДСМ направија брак и во опозиција и застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. Со стапувањето во сила на законските измени, наместо опомени како во тест периодот, за направените сообраќајни прекршоци, граѓаните ќе добиваат казни. Најпрво ќе започне да се применува во Скопје, Куманово и Тетово, како и на некои делници од коридорите 8 и 10, а до крај на година треба да се прошири низ целата држава. Со денешната одлука, собранието испрати силна порака дека државата конечно презема системски чекори против сообраќајниот хаос и безсмислените загуби на човечки животи, порачува министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Денешното изгласување на законот за прекршоци е јасна потврда дека кога постои политичка храброст и одговорност, можат да се донесуваат одлуки што директно го штитат животот на граѓаните. Искрена благодарност до сите пратеници кои го поддржаа законот и покажаа дека безбедноста во сообраќајот, заштитата на човечкиот живот и јавниот интерес се поважни од дневната политика. Министерот упати и посебна благодарност до граѓаните, истакнувајќи дека токму нивното одговорно однесување во тест периодот е клучно за успехот на системот. Тошковски остро реагираше на денешното гласање на СДСМ и на ДУИ, оценувајќи дека тие повторно покажале дека партиските калкулации ги ставаат над безбедноста на граѓаните. Собранието денеска го избра Фатон Селјами за народен правобранител. Тој в понеделник, како што најави од собранието, ќе даде свечена изјава пред председателот на собранието Африм Гаши. За изборот на Селјами гласа 89 пратеници, а 6 беа против. Од пратениците што припаѓаат на заедници што не се мнозинство, 28 гласа за, а 8 против. Собранието го избра Селјами по повеќе од 6 месеци откако беше предложен. За неговиот избор тогаш се противеа од ДУИ. Селјами инаку е од Тетово и е дипломиран правник, магистер по правни науки со положен правосуден и нотарски испит. Министерот Филков вели дека реформските закони доцнеле заради локалните избори, но уверува дека новиот рок до јуни ќе биде испочитуван, а меѓу законите се очекува да биде донесен и новиот кривичен законник. Според Филков, последниот случај со апелацискиот судија и пронедените 350.000 евра е прашање поврзано со длабока системска слабост. Случајот со апелациониот судија кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид, не е само скандал.
Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Роковите се до јуни 2026 зашто сме влезени во грејс период. До тогаш сите закони ќе бидат донесени. Врховниот суд ги прифатил жалбите на разрешените судии од Скопска апелација што одлучуваат за предметот со Телеком. По ова тие очекуваат судскиот совет да ја повтори постапката. Судскиот совет ги почитува насоките од Врховниот суд кој ги прифати жалбите на разрешените судии од Скопска апелација и го врати предметот на повторно одлучување. Бара Наташа Савовска-Димитровска, една од разрешените судии која учествувала во носењето на пресудата, со која Македонски Телеком изгубил судски спор за надомест на штета од правосилно утврдена злоупотреба на монополска положба. Врховен му укажал на судскиот совет, вели Савовска, да донесе решение за изземање на членот на советот Тања Чачарова-Илиевска, која е подносител на барањето за утврдување на одговорност на судиите, бидејќи како што вели, негирала дека има судирни интереси, вршела функција председавач на собранието на акционери на Македонски Телеком. Кон барањето за изземање се доставени писмени докази за судир на интереси, за обавување на ваквата функција од страна на Македонски Телеком. Овој член на судскиот совет, меѓу другото, добивал и паричен надоместок. Тоа и такако зборува дека истата била пристрасна според мене во незиното постапување како носител на функција член на судскиот совет. Незиниот адвокат ги нарече шпекулации на водите дека вршела притисоци врз колешките со кои одлучувале во предметот, но и дека имало двоен записник. Единствен притисок што е пријавен и во судскиот совет и пред надлежни органи е од судијата Наташа, за тоа се доставени докази во судскиот совет за барање за бришење на веќе донесена пресуда. Друга посериозна повреда која е утврдил Врховен, вели Савовска, е дека надвор од своите надлежности судскиот совет се впуштил во оценка на законитост на пресуда. Според неа ова е директно мешање во независноста на вршењето на судиската функција. После оваа донесена одлука на судскиот совет се чувствува страв кај судиите да одлучуваат врз основа на закон и докази. Зошто? Затоа што иако треба да се сите еднакви пред законот, доколку една од странките е некоја моќна компанија, истите врз основа на овој наш случај со примерот со мене како судија можат да се соочат со водење на постапка и евентуално нивно разрешување, што е недозволиво. Мислам дека директно е загрозена независноста на судската власт. Савовска вели дека злоупотребата на монополската положба не ја утврдила апелација, туку Комисијата за заштита на конкуренцијата, пошто следувале пресудите на управен и виш управен суд. А висината на штетата од над 2 милиони евра која Телеком треба да ја исплати на штипската фирма Фокуснет, ја пресметале вештаци. Во повторената постапка пред судскиот совет за разрешувањето, Савовска очекува одлука базирана на закон, без како што рече притисоци од центри на моќ. Од советот и посочениот член на советот Чачарова-Илиевска за сега нема никаков коментар. One Македонија денеска доби лиценца за 5G радиофреквенциски спектар од Агенцијата за електронски комуникации и официјално ќе работи како трет мобилен оператор во државата. Очекуваат сериозен удел на пазарот, а согласно закон, во рок од 1 година треба да имаат изградено барем една сопствена база, а до тогаш ќе ја користат мрежата на постојните два оператора. Од групацијата велат првично ќе почнат со работа на територијата на Скопје. We will use this possibility from the start. As I mentioned, the idea is to launch the network first in our own network in Skopje, but gradually we want to expand. Бенефит секако дека ќе имаат граѓаните и бизнис секторот во Македонија, особено што во најава е да се изгради 5G стендалон мрежа, која што може да обезбеди многу поволности и сервиси. Тука завршуваат вечерните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.